Алијансата за албанците нема да го прифати понуденото подпредседателско место во владата. Извори во партијата за ТВ-Нова велат дека за тоа не постои ни најмала можност и покрај тоа што во саботата беше донесена одлука и натаму да бидат дел од владата. Оттаму велат дека одлуката за останување во владата ја донеле по долго размислување, иако поголем дел од членството и од највисоките органи биле за тоа да се излезе. Во Алијансата за албанците биле свесни дека и со нив и без нив владата ќе го има потребното мнозинство и дека нема ништо да постигнат. Напротив, со таквата одлука ќе го отвореле патот ДПА да влезе во владата, што било желба на ДУИ. Токму лошите односи со ДУИ и можноста ДПА да влезе во владата било главната причина што Алијансата одлучила и натаму да остане во владата и покрај тоа што го загуби Министерството за здравство. Од партијата велат дека нема да го поддржат изборот на Венко Филипче за министер за здравство, но оти ќе продолжат да ги поддржуваат законите кои се поврзани со реформите во судството и евроинтеграцијата на земјата, што е и дел од нивната програма. Заев денеска уште еднаш го повика Села да го прифати понуденото вице-премиерско место и дека партијата се уште треба да се докажува и дека ресорот реформи тоа го овозможува. Ние, знаете, повеќе од месец дена разговараме за ова прашање. Се работи за политичка партија која што има две пратенички места. Министерството за здравство е еден од најважните ресори во владата на Република Македонија и во моментот кога беше понудено при концепирањето на оваа влада беше дадена и заради кандидатот. Многу е важно со кои личности самите партии предлагат. Тогаш беше за господинот Арбен Таравари. И затоа сега не можевме буквално да правиме паралели од ваков тип и остана ова место да биде под Социјалдемократскиот сојуз. Како што дознава ТВ-Нова, не бил само изборот на министер за здравство проблем во односите помеѓу Заев и Село, туку и изградбата на клиничкиот центар во Скопје. Додека начело на здравството беше Арбен Таравари, тој добивал информации дека во буџетот нема пари за во 2018 година да стартува изградбата на новиот клинички центар и дека тоа треба да се одложи за 2019 година. Но откако беше објавено дека Филипче ќе биде начело на здравството, сега се најавува изградба на новиот клинички центар кој треба да започне следната година.